Почитувани и добар виден. Патот не донесе во скопското село Кожле, каде што од пред 20 години функционира козарска фарма, која што во последниве 15 години има сертифицирано органско производство на сирење и кашкавал. Од тука се селиме во Република Бугарија, во градот Копривштица, каде што бевме неодамна и посетивме една козарска фарма која што е во градба и градежните работи треба да завршат во наредниве 2 до 3 месеци. Инаку оваа козарска фарма треба по 2 години да брои вкупно 2000 молзни кози и околу 500 јариња, со тоа што ќе биде најголемата козарска фарма во Европа. Значи следува интересна емисија, а вие останете со нас во наредниве 30 минути. На оддалеченост од 25 км од Скопје, на јужната страна од Катланово, се наоѓа селото Кожле. Сместено на висорамнина помеѓу реките Вардар и Пчиња, со клима и нискостеблеста вегетација измислена за одгледување кози. Токму ова го забележал и Динче Георгиевски, кој што по распадот на поранешната југословенска држава морал да го напушти дипломатско-конзуларното представништво во Швајцарија и одлучил пред 20 години да купи имот токму во Кожле, каде подоцна ја изградил својата фарма за кози, се разбира по примерот на фарми кои што претходно ги имал видено при престојот во Швајцарија. Неговата фарма е сертифицирана како органска. Георгиевски, ова е вашата фарма со кози тука во Кожле. За колка број на кози станува збор? Видете, вака, прво да ви кажем, оваа фарма потекне негде 18 години. Поточно 98 година се направи објективи. После тоа со градежна употребна дозвола сите работи комуналии и тоа е почитувано запазено сите тие рокови и за млекарата и за шталите, така да располагам негде со околу 250 грла, од кои едно 150 имам молзни кози, а другото се цвиски лански, оставени за приплод и едно 70 јари. Вопрос е една коза колку дава дневно млеко? Па зависи. Прва лактација 1 до 2, втора лактација, трета и така натака, негде по 3-4 кила. Иако идат на испаша, и зависи кој период, овој летниот период, даваат 4 кила, има испаша, со мала прихрана кога ги може, и тогаш им дава храна, и така. В секој случај, претежно 90% се алпинки, регистрирани со кој репроцентар за производство на подмлаток, на јариња, органски се разбира. Тие некои што земаат органски јариња, веднаш не им треба конверзија, него самата стока им е органска, па може да сертифицираат и органско производство, се разбира, ако сакаат. Иако не е ништо голема разлика за органското во однос на конвенционалното, ради тоа што 30% е многу малку за органско во однос на конвенционално, али некои многу, има луѓе што се откажаа, има сертифицирано органско, видат дека немаат некој бенефит голем и се откажаа за производство на храна и за ред други работи, така да... Добро, колку толку, пак нешто се дава, се стимулира, али тоа е. Покрај ова природна храна овде што ја имаат козите, може да се забележи дека имаат одлична паша. Кој е оној другиот дел од храната што им го давате, а треба да биде органски? Претежно јас произведувам јачмен, луцерка и со таа храна преминам скоро цела година. Моје производство имам. Оваа година малку помалку имаме засејано угар, претежно оставивме затоа што многу врнеше и одседно е местото така што тешко се ораше. Мокра беше земјата. Сега има луцерка, има нешто од ланска година, нешто ако треба ќе докупам, има органски производители малку јачмен ако не ми достигне така. Морам да ги запазнам сите тие стандарди што треба за органско производство. Во многу дејности во земјоделството ни објаснуваат оние што се занимаваат со тоа дека многу тешко се наоѓа работна сила. Каков е случајот кај вас? Катастрофа. Да ви кажам, наискрена катастрофа. До пред некој ден сака имам највеќе работа, и со молзини, и со сирење, со тие работи, и со испаша. Имав луѓе, дури од Албанија морав да земам. Седеа 2-3 месеци, си отидоа, сега немам. Сега сум само со едно дете и еден брзо ќе дојде да ми помогне, така малку. Многу тешко, не се наоѓаат луѓе за работа. Држава едно време викаше дека ќе плаќа, например, при донеси и некој динар ќе дава, меѓутоа од тоа не видно ништо.
нема субвенции за сточари. Ние за неколку години во Македонија нема да имаме сточарство. Затоа што никој не сака да работи со стока, претежно со ситна стока. Многу тешка работа е, а се потешко и потешко е. Па добро, овде Скопскиот регион многу луѓе без работа, а никој не се нафаќа. Не се нафаќа, не сака никој да работи. Ако му кажете, кидам се, ќе чувам стока или меѓутоа, ја ви кажувам дека више повеќе му се исплати овде да работи, има обезбедено јадење, спиење, телевизор, некои услови, малтене луѓе што ги немаат и дома, ги имаат овде, плата редовна и да биде пријавен. Плата од 12 до 15 илјади чиста, мислам дека у Скопје ретко на кого му останува. И плюс чист воздух, природа, здрава храна. Тоа е друга работа, меѓутоа тоа е тоа. Па еве, вие треба да бидете личност која треба да послужи за пример, бидејќи сте се занимавале со дипломатија, сте биле во Швајцарија и практично сте урнекот како некој од дипломатија почнал со земјоделство и сточарство. И органи на управа работат толку години, од тамо земав што се вика пензија. Меѓутоа тоа што работев тамо ми дое кој идеја во Швајцарија, кој видов тамо дека со 50-60 грла на кози произведе сирење што кошта 30 франака, и зашто тоа кај нас да не може да се прави. И тоа го направив. Меѓутоа од ден на ден се повеќе, да ви кажам наискрено, сум разочаран само од тие човечки фактори. Човечки фактор е не може се сам да направиш, кој стоко прашање. Ајде некој ситно мало производство што зависи само од мене и така и така. Меѓутоа тешко е. А цената на вашето сирење кашкавал каква е? Цената на сирењето кашкавал е поскапа во однос на другото 30%. Ја го дам така по маркетите, во Веро, во Тинекс, во Рамстор. Побарувачката е голема, се бара, брендот е голем, зашто прв почнав во Тинекс да дадам вакуумирано козјо сирење во Македонија. Тоа беше пред 12-13 години. Бренд имам добар, меѓутоа мал сум по капацитет, затоа што не можам да го зголемам производството. Овде може и 500 грла кози да се чуваат, има објекти, има можности за проширување, али страф ме фаќа. И со работа, не можам више да работам се сам, не сум више 30-40 години. Тоа е тоа. Сега можеме да отидеме во млекарата и да го видиме производството на сирењето и кашкавалот. Повелете. Се наоѓаме моментално во млекарава, во која што произведуваме козје сирење, козје кашкавал, органски производи. Ова е делот од објектот, од млекарата. Тоа е тамо проточен пастер. Ова е исто тамо лактофриз. Располагаме со машинско мозење. Козите се мозат доле машински за подобра хигиена на млекото, на производот. Од измозилиштето млекото доаѓа преку систем за мозење, преку цевки, директно во лактофриз, кој што се одржува на температура на плюс 4 степени, а после тоа се пастеризира. Исклучиво, иако располагаме со наша стока, не откупуваме млеко од друго место, пошто ако е органски производ, мора да биде органски. И не откупуваме од друго место, во секој случај пак вршиме пастеризација за подобра безбедност на производот. Кој е најважниот предуслов за производот да биде органски? Како прво треба стоката да помине конверзија, која што трае најмалку 6 месеци. Потоа испашата овде 90 во текот на година 9 месеци козите одат на испаша. Ова е дел по кој што се наоѓа атарот на село Кожле, представува подрече кое што не е загадено, затоа извадивме сертификат, дека не е загадено, дека на друго место, друга стока нема, освен мојата има по 30 овци или 30 чували, или 90 за колку се поточно. Се наоѓа меѓу две реки, далеко од аутопат, и е прогласено за еколошка зона. Како второ, земјата која што е обработувана за производство на храна, значи таа храна мора да биде органска. Конверзија поминав, прво прв сертификат направив со ИМО, тоа е една швајцарска фирма која што дојде овде, они ми го издадува тој сертификат, а после тоа преку Балкан Биосерт се сертифицира, тоа е куќа што беше во Бугарија, сега се самостални овде и они веќе не знам колку 10-12 години пратат и секоја година доаѓаат по контроли, проверуваат храна, сите тие работи, стока и сите тие работи што се потребни.
и на тој начин го одржувам тој сертификат и ден денеска работам со него. Каква е процедурата за производството на сирењето и кашкавалот? Видете вака, кој што ви реков, козите доаѓаат на молзење, од молзење се молзе машински за подобра хигиена на млекото и подобар квалитет се разбира. Да нема организми и други работи што се непожелни. Значи млекото мора да биде добра категорија, прва класа млеко да биде и после тоа се пастеризира, значи во лактери се одржува, се пастеризира и после пастеризацијата се прави сирење. Ева го овде сирењето го видовте, ова е вчера правено сирење. Значи ова е млада сирење. Млада сирење, претежна. После тоа долу имам лагер во кој што зрее, комора во која што се одржува и изнес се вакуумира и како такво оди по маркетите. За кашкавалот има некоја посебна тајна? Па има тајна, меѓутоа не е оној класичен тип на кашкавал кој што го прават со месење, со парење. Ова е со пастеризација, тоа си е моја технологија која што јас ја знам и јас ја правам. Не е оној класичен начин со телеме, со едно со друго кој што се прави овчиот кашкавал, затоа што овие во козјото млеко частичките се многу по-ситни во однос на кравјето и на овчето. И ако се прави на тој начин, фактички нема да излезе ништо, све ќе отиде во сурутка. Тоа е цела работа. Има друга технологија и затоа овој тип на кашкавал се вика мунстер. Тоа е америчка технологија. Дојде волонтер одамна пред 10 години овде во Македонија, ни ја кажа таа технологија, ќе ја задржа и така како кашкавалот и затоа го носи името мунстер, не кашкавал. Тип на кашкавал кој што се вика мунстер. Тоа е тоа. Каква е побарувачката? Па да ви кажам прво да не се фалам. Не можам да постигнам со побарувачка, сирењето се бара, во маркети ќе однесам, се троши веднаш. И кашкавалот исто така. Меѓутоа, не можам, мал сум, ситен сум за да задоволам први нашиот пазар, па камо и за излез на земјата. Разговарате со други производители на сирење од кози и кашкавал за здружување некаква на заеднички настап? Сум разговарал, меѓутоа сите се така малку скептични, сите гледаат ај за мене да направам, ај едно, ај друго. Не знам, не можеме да... Дали ја што немам време, меѓутоа треба организацијски да се направи тоа, да се направи конечно некоја задруга, али квалитетот треба да биде стандарден ист. Па за да се успее за извоз, за така да има заинтересирани некои доаѓа и од Швајцарија и од Австрија, праќа монстри од производиве, дури во Америка еден ми однесе. Квалитетот е прва лига, се е супер, количина, кога ми кажат 10-15 тони, ја се паќам за глава, не можам, што се вика овој пазаров овде наш да го задоволам, па камо и за натре. Значи, дефинитивно е потребно здружување. Потребно е здружување, меѓутоа треба да си има една добра, голема млекара, која што ќе го работи, по сите стандарди. Сега тоа треба да биде пак, ако е органско, од сите производители да биде органско, кои што се сертифицирани. Да има континуиран квалитет. Нема многу такви што имаат фарми. Има еден, што знам, двајца, тие се, они си го прават сирењето на свој начин, така да, ако се направи некој здружување, тоа би било уште поубаво. И додека во Македонија се градат мали фарми за кози, во Бугарија се гради најголемата во Европа. Фармата опфаќа површина од 3 хектари на надморска височина од 1000 метри. Козите ќе имаат одлични услови за живот во фарма по сите европски стандарди. Во молзилиштето ќе може да се молзат 72 кози одеднаш или 1500 за 3 часа. Козите во просек даваат 3 до 4 литри млеко, при што собствениците очекуваат од 9 до 10.000 литри дневно производство на млеко. Подоцна во оваа фарма ќе функционира и комплекс за агротуризам. Се наоѓаме во непосредна близина на градчето Коприштица на 1000 метри надморска висина. Овде се гради најголемата козарска фарма во Европа, која што треба да профункционира за неколку месеци, а по една година во оваа фарма треба да се сместат околу 2000 молзни кози, од кои дневно ќе се молзат околу 8000 литри млеко. Инаку, во текот на нашиот престој во Бугарија, постојано не следи дожд, а тоа значи бериќет, па веруваме дека ќе бидеме талични и за оваа фарма.
Николов, вие сте менаџер на градежните работи овде во Козарската фарма, која што колку што може да се забележи, веќе полека се привршуваат објектите. Меѓутоа, пред колку време почнавте со сетова? Преди околу 6 месеца. 6 месеца преди зимата започнахме реално строителството. Колку што може да се забележи за 6 месеци многу добро напредувате. Да. При положение, че тук е високопланински район, по-студен, зима, действително е голямо постижение, че за толкова кратко време имаме такъв напредък. За какъв проект станува збор? Значи става въпрос за козеферма. Козеферма за около 2000 животни, които да се отглеждат млекодайни кози. Това е... Предходно постоеше друг обект овде? Да, тук беше стар стопански двор, който на времето се гледали също животни, крави, овце и местото е точно за такъв вид дейност да се развива. Затова решихме също да направим животновъдна ферма. Кои се обекти ќе ги содржи фармата? Значи предвидени са 4 обора, където ще се гледат кози. Точно в един такъв се намираме в момента и са предвидени 2 обора, където да са родилните отделения, подрастващите животни и пръчовете да се гледат. Плюс тази голямата доилна зала, т.е. около 7 обекта ще бъдат завършени и готови за след 2 месеца за работа. Тука долу има еден обект кој наликува на хотел. Значи ли тоа дека во перспектива може би размислувате и за агротуризъм? Това е една от идеите. Първо да разработим фирмата, а след това и може, дай Боже, и агротуризъм да разработим. Защо се е от дърво? Значи основната причина цялата ферма да е от дърво е да сме най-близко животните да са до природата. Тъй като в дървото дава неговия уют и животното да е по-спокойно, по-добре да се отглежда и вече не на последно място, че тук сме в планината, има го като ресурс за строителство. С оглед на това, што ќе имате околу 2000 кози што ќе ги молзите, практично тоа ќе биде од 7 до 8 тона млеко дневно. Што планирате со млеко? Значи, от до година планираме да си направим един проект, който да направим една мандра, да покрие капацитета на млякото, което ще бъде издоено и реално да излиза готов продукт от цялата ферма. Да затворим производството от до. Има побарувачка за козио сирење и млеко? Много. Значи на европейския пазар козиото сирене се оказва, че е много търсено и има малко производство. И това е една от идеите, за да гледаме кози. Како му се движи цената тука во Бугарија? Мисля, че некъде около 70-80 стотинки. В момента го изкупува. Господин Јовков, вие сте собственик на оваа идна фарма која што треба да профункционира веќе за неколку месеци. Фармата ќе биде за кози. Зошто токму кози се одлучивте на овој простор? Много са за някои и съответно малко за други. Фермата е направена в екологично чист район на град Копривщица и за нашето землище броя на козите е абсолютно удовлетворително. Така че не са много козите. Това е модел, който да може да бъде задоволен от гледна точка на храна и да бъде икономически добър и затова са избрани тези бройки. Дали предходно правевте анализа пред да се одлучите за кози, да отгледувате кози? Аз съм направил анализа още като съм се родил, защото съм израсъл с кози и знам, че това е едно от най-хубавите млека, които като заместител на детското мляко, световно известно, че то е близко до майчиното. И другото, което е, че още един път повтарям, нашия район е изключително чист и Господ му отредил да е за биологична храна. Дали користевте некакви средства от ИПАР програмите или некои други европски пари? Без европски пари тая работа няма как да се случи.
трябва да се намеси Бил Гейтс, а той нема отношение по производството на козе мляко. Без европейски пари това нещо не може да се случи. Од каде сега набавувате опремата? Оборудването, след като обходихме така редица държави, които да се запознаеме с различни технологии, се спряхме на италианското оборудване. И за сега, към днешна дата, сме доволни от надеждите си и за бъдеще да бъде така. Какви се идните планови? Дали планирате да се проширувате? Дали може би ќе развивате тука и агротуризам? Плановете ги правиме ние, ама Господ отгоре ги определя. Ние плановете са ни до есента да населиме фермата с първите стада, да започнем работа и ще започнем адаптация на животни, съответно налаждане на процеса как ще тръгне и тогава вече ще правим следващите планове. Епа Господ нека ви помогне да си ги реализирате плановите. Амин. Нутритивните вредности на козјото млеко и сирење се извонредни. Многу е важно тие почесто да бидат дел од нашата исхрана, а посебно ако станува збор за органски производи. Особено младото козјо сирење и сурутката ги регенерираат клетките и имаат антиканцерогени својства. Многу пати досега е потврдено дека здравието доаѓа преку храната. Токму на крајот на оваа емисија ќе ви предложиме еден лек од козјо сирење. Имено земате 200 грама младо козјо сирење, го миксирате со 4 лажици ладно цедено ленено масло и тоа го конзумирате 2 пати дневно пред јадење. Веруваме дека ова ќе ви биде од корист. Вие останете и натаму со програмите на Македонската телевизија. Репризното издание на оваа емисија е во четврток некаде околу 16 часот. Пријатно.